кон законот секој од нас има отпор. Затоа што некако го чувствуваме за наметнато. Некои други ги гласаат законите, а ние треба да ги исполнуваме. Така е дури и со законот Божи. Зато Господ многу внимателно променил тој начин да дава закони, иако во почетокот беше неопходно, значи зборувам за Стариот Завет, да ни дава закони. Не убивај, не кради, не лажи. Ама дури и тоа велем создава отпор кај луѓето ако е наредбодателно. Па нека и од Господ. А особено од овие наши законодавци сегашни, кои ни гласат нешто што може би воопшто не се согласуваме. Затоа Господ го менува тој начин, бидејќи не затоа што тој се покајал и дека тоа било непотребно во тоа време на Стариот Завет пред Христа, неопходно било на тој начин Господ да општи со луѓето, да им укаже што треба да прават. Ако не им укаже Господ не убивај, не кради, не лажи, не сведочи лажно, кој ќе им каже друг? Меѓутоа, со текот на времето созрева човештвото и доаѓа Господ Исус Христос, кој ја носи благодата. Даже го заменува на некој начин старозаветниот закон со благодата. Што значи благодата? Во анализата на самиот збор веќе ќе го откриеме знаењето. Благо значи нешто добро. Добро давање во суштина. Господ и да не исполниме нешто од законот е милостив кон нас. И фала му на Бога што е така. Оти сите ќе бевме осудени во нешто од тој закон, секој од нас греши. Нема човек били безгрешен, што нема грев. Меѓутоа, затоа Господ го заменува тој закон со благодата. Благодата е благиот збор, кога му велиме на владиката или на свештеникот благослови оче, тој треба да одговори Господ. Нема по-убав збор, по-благ збор, значи од зборот Господ. Тоа е најблагиот збор кој може да го чуе човекот. Таа благодат ни доаѓа изобилно после доаѓањето Христово. Значи Господ ни испраќа друг начин на постоење. Старозаветниот, кој постои до времето Христово, се менува во нов завет, односно во нов сојуз меѓу Бога и човек. А тој нов сојуз е благодатен. Значи енергии Господ ни испраќа и на нас грешните. Ако сме грешни, а без тие енергии Божи не можеме да живееме, вели некој без сончевата енергија не можело да живее. А кој го створи сонцето? Една од благодатите Божи е сонцето, ама само една. Ами колку други благодати има за да преживееме. Затоа треба да ги сакаме, малку е сиромашно да речем да го почитуваме тоа. Почите некогаш правиме почит дури лицемерно кон луѓето за да им направиме лице, што велиме. Ама кога го сакаш некого не можеш да бидеш лицемерен. Или напротив, можеш да бидеш многу директен, многу да се сукоп да имаш со тој, ама не е тоа за да се докажеш себе си пред него,
туку напротив да изградите една заедница која е света заедница, која е надградителна, назидателна заедница. Тоа е она што во суштина ние христијаните го доживуваме со доаѓањето Христово. Доживуваме на огромна разлика. Еврејскиот народ, на колку е даден Стариот Завет, уште до ден денеска го држи Стариот закон како единствен закон. Меѓутоа, за нас христијаните, иако го примаме тој закон, иако се поучуваме од тој закон, сепак многу поважна е благодатта која ни ја донесе Христос со неговото доаѓање. Таа разлика треба да ја правиме меѓу заповедителното слово на законот и доброволната волева активност на благодатта, која сигурно зависи од нас. Ние можеме да ја одбиеме благодатта Божија и со делата наши често пати ја одбиваме благодатта Божија. Ама затоа се вежбаме во духовниот живот да ја исполнуваме волјата Божја. Тоа не прави прилагодливи за благодат. Благодатта поинаку можеме да ја разбереме како енергија Божја. Енергија која доаѓа до нас и ни помага одредени дејства да ги направиме во животот. Зашто без таа помош често пати ние сме немоќни битја, не можеме сами да совладаме нешто што ни изгледа претешко. Ама со Божјата благодат човек може да ги совлада и најтешките искушенија, затоа што Господ му помага. Ете таа благодат Божја ја треба да ја чуваме како зеница во окото, како нешто најважно. Значи, кога ќе ни даде Господ енергија, тоа треба да го чуваме и да го намножуваме, како она евангелска перикопа која кажува дека на некому Господ му даде 5 таланти, на некого 2, на некого 1. Ама тие таланти треба да ги намножиме. Тоа е во суштина разликата меѓу благодатта и законот. Законот е нешто што на некој начин го чувствуваме бар, како принудително, како нешто што малку не притеснува, ама благодатта не ослободува, напротив. Ако сакаш правилно или го видите колку луѓе сме собрани во црквата, ако сакаме, ни вели Господ дојде, не го собра цело село овде со сила, ајде за уши да не донеси во црквата. Не, кој сака дојде, ама кој што сака доброволно дојде да му служи на Господ, ево тоа е големина. Што нашата волја се усогласува со волјата Божја и ние доброволно го правиме нашето дејство кон Господа. Не сме принудени, со ништо не сме принудени да го направиме тоа. Тоа треба најмногу да го цениме, зашто ние во семејството немаме таква доброволност. Родителите ќе им наредат на децата или обратно, кој ќе пораснат децата ќе им наредат на родителите нешто. А таква доброволност ретко, скоро невозможно сретнеме во овој свет. Ама таква доброволност среќаваме во односот со Бога. И затоа пак кога слободно пристапуваме кон Бога, тога сме спремни и животот да го дадеме. Никој не принудува, никој со сила не тера, а ние доброволно го даваме животот. Така го давале светите маченици животот. Само доброволно, поинаку ако не е доброволно, ако е насилно, нема ни мачеништво,
некој да го натера насила човека да си го даде животот, какво мрчевништво има во тоа? Меѓутоа, кога доброволно се согласуваме да исполниме волјата Божја, а таа волја Божја може да не носи до мрчевништво, тогаш ја исполнувајќи таа волја Божја, во суштина сме крајно слободни. Чезне е човекот за слободата во сите аспекти, не само да не биде поробен од турците или од германците, туку да не биде поробен од ниједна страст. Тоа ако имаме страст, а били некој е клептоман, има страст да краде, што помалку опасно е тоа да биде клептоман, отколку да биде под германците или под турците. Секоја страст не поробува, а ние треба да се трудиме да се ослободиме од се што не заробува, зашто така не ослободи и нашиот Господ. Тој затоа да не ослободи не од турците, не од германците, дојде да не ослободи од нашите страсти, кои не поробуваат потешко од било кое друго робство. Затоа е потребно да се трудиме барем во животот, да бидеме луѓе кои знаат и ја почитуваат благодатта Божја, дар на восиновување, зашто Господ не восинови, не направи деца негови. Денеска, браќа и сестри, се собравме на годишнината кога е осветен овај храм. И тоа е многу убав обичај, да се собираме и на денот кога слави овај празник, овај храм, и на денот кога се слави годишнина. Зашто, може паѓа на сред недела, во вторник паѓа оваа година, годишнината од осветувањето. Има помалку луѓе, задолжени се луѓето си одат на работа и секако не може да направат отсуство. Меѓутоа, секогаш да имаме на ум дека овој храм носи благослов во оваа село. И тоа е важно да бидеме едноставно надградени во таа позиција, да знаеме ако можеме да дојдеме во тие најважни моменти да ги споделиме со браќата и сестрите наши и моментите на радост, како што е овој денеска, и моментите на жалост и така. Се е полесно кога делиме со ближниот. Милоста Божја да биде на вас, таа нека ве обмудрува, нека ве храни, нека ве чува во сите дни на вашиот живот. Амин.